кога зборуваме за инфраструктура за млади, најпрво би ги потенцирал неколку спортски објекти и терени кои што беа целосно обновени или изградени од нула од страна на општината, не само како простори каде што младите ќе може да се дружат и да се рекреираат, туку простори кај што младите ќе може и да работат и да заработат. Тука би го истакнала спортско-адреналинскиот парк на кеот на Вардар, проект финансиран од Светска банка со учество на општина Карпош, прв од ваков тип во цела држава, каде што, како што кажав, покри дружба, целта и таргетот е скоро сите вработени да бидат млади луѓе, и во хајроуп делот, и во сите останати делови. Тука би истакнал и неколку спортско-рекреативни зони во кои што општината инвестираше, за кои што граѓаните во изминатите години се плашеа дека од јавен простор потенцијален за користење на сите, особено на најмладите, ќе прерасне во стамбено деловен простор. Тука би го истакнал возобновувањето на игралиштето и турнирот, спортскиот турнир Сокол, кој што е препознатлив за Карпош, како и спортско-рекреативниот центар кој што тука во Карпош 3 го правиме во дворот на основното училиште Лазо Трповски, мултинаменски дел кој што ќе биде погоден и за културни настани, младински настани, но и за спортски настани, нешто што му фали на Карпош 3 како една од најголемите населби во општината, која што за жал нема таков јавен простор. И нормално тука гледам и дел од екипата од Културно ехо, со кој што започнавме и мислам дека до сега успешно ја возиме приказната, условно кажано, за возобновување на Партизан 4, кое што е култно место во општина Карпош и во град Скопје. Многу генерации израснале таму. Идејата беше зошто да не израснат уште многу генерации во иднина. Повторно, тоа не е само место за спортување, тоа е место во кое што ќе има и мултинаменски делови, конференцијски сали каде што ќе може да се одржуваат културни настани, каде што ќе може да се одржуваат и вакви дебати зимно време. Меѓутоа, тоа е и потенцијален простор повторно да работат млади и млади да ги креираат содржините кои што треба да го живеат Партизан. Не е само да го направите спортско-адреналинскиот парк или да го возобновите Партизан, поентата и да живее во духот на новото време и во духот на младите и на меѓугенерацијската дружба по која што Карпош како општина била од секогаш препознатлива.